Да, убав топол ден. Во Скопје јас сум Владко Чаловски, ова е мојата колешка Јана Јосифовска. Почнуваме со стандардното студио 1 од 14 до 23 часота. Што е она што ќе го гледаме, Јана? Така е, добар ден и од мене. Маратонски почнуваме. Генералната најава следува на содржините. Во првиот блок, како и секогаш, ќе издвоиме моменти, односно изјави од најинтересните вчерашни разговори во отвореното студио. Секако ќе погледнеме еден извадок од авторската емисија Правда и неправда и гостите на Гордана Дувњак, а ќе ја слушнеме историјата за хуманитарната акција оваа недела, онаа стандардна на еден ТВ и на Тинекс. Веднаш потоа во отвореното студио 1 следуваат вестите на еден ТВ, ќе ве води низ најновите информации колегата Александар Петревски. Јас и колегата Чаловски се враќаме повторно во студиото во 15 часот и 20 минути. Фокусот ќе го ставиме на културата, односно конкретно пред некое време беше изваден интерактивен водич наречен Здраво Скопје за оние најатрактивни места кои што може да се видат и посетат во главниот град, а по тој повод ќе ни гостува Александар Саздов од издавачката Куќа 3. Секако меѓу другото ќе проговориме и она што е актуелно, односно почнува сајмот за книга, па да видиме колкава посетеност се очекува. 15 часот и 40 минути анализата на вестите од светот и од регионот со колегата Дејан Андоновиќ. Ке продискутираме што се е најново, односно кои се актуелните светски случувања. 16 часот повторно вестите со колегата Петревски, за ние да се видиме веќе во 17 часот со тема здравство, односно посветена на меѓународната недела на медицинските сестри. По тој повод ќе ни бидат гости сестра Гордана Бешлиовска, која што меѓу другото е и председател на Унија за медицински сестри и акушерки, секако наречена за нас, и исто така сестра Данче Срдарска Димитровска. Освен одбележувањето на меѓународната недела на сестринството, ќе поразговараме и за актуелните проблеми во здравството. 17 часот и 45 минути. Стартува забавниот дел на еден ТВ со Звезда број 1, музичкото талент шоу и сите оние аудиции. За веднаш потоа, секако нашите ексклузивци Стефан и Нина со интересни прилози. 18 часот и 50 минути. Студио Мода и Сергеј Варошлија, неговите критики модни, секако и совети до вас. Палката во отвореното студио 1 од 19 часот и 20 минути. Вечерното ја превзема колегата Борјан Јовановски со негови соговорници и гости на различни теми, па секако 20 часот, она што ви е добро познато термин за централниот дневник на еден ТВ и колешката Елена Джогуманова заедно со Борјан Јовановски. Во 21 часот авторската емисија Печат на неделата со Сашо Ордановски. Тематиката повторно ќе биде анализа, постизборна анализа, ако може така да се каже. Насловена изборите помина, метењето е наред. Апропо она што премиерот Заев го најави, меѓу другото, пред неколку денови во неговиот ешалон. По тој повод ќе дискутира Ордановски со Теута Арифи, градоначалникот на Тетово, и Фросина Ременски, подпредседателот на собранието на РСМ. Во 22 часот Борјан Јовановски продолжува со отвореното студио 1 и секако потоа вестите следуваат за заокружување на ова маратонско отворено студио 1. Така, додиме со ред. Имено кога во одредена држава гостуваат селебрити личности, тие имаат една особена рајдер листа, односно листа на посебни барања. Папата Франциск, имено освен што е државник и духовен лидер, несомнено во светската јавност, важи и за селебрити според начинот на кој што ги разговара одредени теми. Во Македонија, кога дошол, сепак немал посебни некои барања. Да, Чаловски, но иако важи, ете како што рече, за селебрити, од сите оние и предходни искуства што сме можеле да ги гледаме и слушаме по тамошните и секако светските медиуми, генерално папата Франциск е скромен човек и нема некои преголеми барања, но
Оно што е интересно, а што имаше можност вчера нели да го продискутира Човонски со неговиот соговорник е менито. Да, тоа сака да кажам, дека дошол без посебна рајдер листа, иако нели се очекува и во Македонија луѓето кои што се одговорни за тоа биле подготвени на себе, бидејќи имале консултации за тоа што ќе посака папата Франциск при еден таков напорен ден и напорна агенда низ Скопје. Сепак, нели, човекот требаше и да одмори. И добро да се нахрани. Така, Чомовски разговараше со човекот кој што беше задолжен за тоа, Мирко Голумејќ, да видиме што е она што папата Франциск вчера бил најзаинтересиран да го проба овде во Македонија. Папата се одредил да има телешки мускул, значи варено месо деснано, да има компир, имаше тава ориз со пилешко, салати, сирења, многу скромно. И тоа што го послуживме, и сите кардинали со него што беа, дори рекоа дека е превише. Он е толку скромен човек што ние не сме го ни знаеле, така што го двоеше јадењето на пола. Дајте ми уште еден тањер, Господин колку може да Голумејќ, изеде? кој ве избра? Нашиот бискупот Стојанов, или на некаква друга препорака со вашето искуство Вака стигнат? сега. Ние како Рагуза, дели како бренд, од порано, уште од 50 години, сме спремале повеќе коктели за Денот на државноста на Република Македонија во собрание и за председател на собрание која доаѓале делегации во Рагуза и за војската и за се. Меѓу другото и исто во резиденција, не се сеќавам, не знам кој беше гостин исто од Италија, председателот Иванов беше гостин таму, исто ние ја доставувавме храната во католичката црква, исто за пред Божи, која има шведска маса, гости од политичкиот Ручекот живот. и сместувањето на папата и одморот беше во резиденцијата на бискупот Стојанов на Водно. Колку луѓе беа присутни на ручекот од затворен тип? На ручекот, На масата бискупите и на ручекот, папата, а други негови соработници каде? на ручекот беа кардинали, тие што се со бискупот заедно, дали бискупи други, меѓу другото и бискупот Стојанов, отецот Маријан и сите тие, негде околу 34 луѓе тие беа во едната просторија, во Која салата. постави масата? Каков есце, каков прибор имаше, какви чини? Видете нешто да ви кажам. Да. Тука со тоа имаме, да не речеме, збунувачки дел не беше тоа. Значи, папата ни случајно не сакал да се деси сем обичен прибор и обични чини и порцелански и све како во домашен амбиент, друго не сме да се употребува. Значи, човекот и општо не употребувал ни златен прибор, ни сребрен прибор, ни чаши специјални, ни ништо. Значи, така бил навикнат, најверојатно, така си го тера и животот, не знам како да кажам. Уште има, да, поверете. И ми рекоа, воопшто немој круто, не треба Кој ништо. служеше? Служеа сестрите, служеа некои момчиња млади, ваѓа за свештеници кои се тие. И меѓу другото јас во готвечка униформа надгледував, гледав. Презадоволни беа храната македонска, ја сакаат. Значи, Обично, кога завршува така ручекот на домакинот на гостинот му го представува готвачот. Ве представи, али кој сте и што се знаеше ли Франциск, кој е, например, Мирко Рагуза? Така. Уште при самото негово влагање во резиденцијата, директно се поздрви со мене и на италијански ми кажа дека манџаре, дека ти ќе се погрижи за јадењето, како да имал слика, мада имаше слика пратена моја уште пред 30 на дена ваѓа за проверка за тие работи. И после тоа, после ручекот се заблагодари, се стикаше со мене, со сестрите, со сите тие што го обслужува. Мислам, прекрасно. Имам прашање кое е вообичаено. Знам дека на вакви деликатни државнички посети МВР и службите за безбедност имаат специјален режим. Предполагам дека и службите на логистиката на папата има режим на контрола. Кој ве контролираше?
Што готвите? Кај ги подготвувате? Имаше владин доктор, значи доктор кои доаѓале и порано кај нас во ресторани, и сега кој имаше холандска амбасада во Рагуза, исто ден на државност, председател Џафери беше со доктор, значи сите доктори да не познаваат. Дојде претходно еден ден докторот да го види месото што сме го набавиле. Месото беше наше, македонско, свеж мускул од наша компанија македонска, која ова па со сертификат, кога е колено, какво е Кој дел ладено. од мускулот, он е најкревкиот? Од предниот дел или од задниот дел кој е малку потврд? И како го подготвивте? Како вариво или како динстан? Не, го диставме и после тоа се сече на парчиња, потоа во сос и го служивме директно со гарнир. Неправда, Гордана Дувњак разговараше со судијата Ѓорѓи Андонов, новинарот Васко Маглешов и Андреј Божиновски од Сдруженијето на судии на Република Северна Македонија. Главната тема беше она тело кое што беше формирано, односно судско медиумско, заедно сплотени новинарите и судиите. Се продискутира дали ќе биде мост кој ќе ги поврзува овие две фели, бидејќи и тоа како е важно за судските известувачи, односно новинарите да имаат подобар пристап и соработка со сите оние правни лица, вклучително и судиите, особено за некои поспецифични предмети. Па дали е тоа мост кој ќе разединува или она што е главно треба да зближува и поврзува, слушаме во продолжение дел од ставовите на гостите на Дувњак. Кои се работите што треба да ги работи ова тело? Делокругот. Делокругот, затоа што една од првите работи нормално со која што се зафативме беше донесување на деловник. Да биде појасно која е всушност улогата на судското медиумско тело, бидејќи имам впечаток дека се уште има нејасноти и недоумици. Да. Интересно прашање, морам да кажем, и навистина е така. За да сватиме улогата и делокругот на работа на судско-медиумското тело, треба да се навратиме на извештаите на Европската комисија, поточно извештаите на Приве за напредокот на Република Северна Македонија, каде што се тврди дека имаме негативно странско влијание во јавниот медиумски простор во Републиката, во однос на мисинформирање и ширење, пласирање премногу лажни вести, лажни информации, фейк ньюс во однос на високопрофилните случаи кои се внесуваат на СЈО, тоаш пред судовите. Тоа е еден начин, меѓутоа, кога на јавноста ќе се пласираат многу информации, многу е тешко да селектираш кој извор е кредибилен и кој извор не е кредибилен. Затоа составот, како што напомена судија Андонов, е на телото е баш таков да ги земи сите кредибилни новинари, чии текстови се издржани, новинари кои будно ги пратат составите во обвинителството, во судството, и кои навистина се ентузијасти и сакат да го подобрат, сакат да ја подобрат перцепцијата и транспарентноста на судството. Главна обврска на делокругот на Советот е да се овозможи непречен пристап на новинарите за сите предмети. Не само предметите што се од висок профилен случај, туку и предметите на СЈО. Ние во Сдруженијето бевме многу оптимистични кога го направивме ова, бидејќи се уште се надеваме дека преку соодветен тренинг кој се спрема со проектите и соодветна обука, преку школите, школа за право за новинари и новинарска школа за суди, дека ќе постигнеме позитивен ефект. Нашата примарна цел како здружение е да работиме кон целосен пристап на новинарите во јавноста, пристап на камери во сумницата. Например, вие ќе се сложите, колеги, денес тоа со судскиот деловник е малку рестриктивно, чак и со одредбите на Законот за кривична постапка. Имајќи го тоа во предвид, една од надлежностите на телото е исто така да поднесува иницијативи за потенцијални законски измени. Значи, засега, вие знаете, поднесовме иницијатива за измена на Законот за кривична постапка во делот на одредбите на транспарентност, што понатаму ќе се разгледува и треба да се прифати од влада, па подоцна треба да се прифати од собрани и да влези во законот како решение. Тие измени што ги прави телото, тие измени се однесуваат на овозможување поголема транспарентност. Сегашната одредба, новинарите сами знаат, не чини.
Треба одлука, треба дозвол од претседателот на Врховен суд. Сега не е така. Сега претседател на суд одлучува за неговиот суд кој новинар како ќе влезе, што и како. Полоцна на втор тапет се измените во судскиот деловник. За жал, се уште е комунистичко решение судскиот деловник, се уште се користат оние стари социјалистички финти на странката може да земи податоци за некој конкретен предмет, што во принцип се јавни, само доколку има правен интерес. Многу пати со колегата Маглешов го имаме дебатирано тоа, како е тој правен интерес, освен ако не си странка во постапката. Тој треба да биде јавен интерес, бидејќи јавноста има интерес во тој предмет. И други проблеми. Судија Андонов, долги години судиите користе една либи ситуација, тврдејќи дека не може да комуницираат непричено со новинарите, затоа што со новинарство се занимаваат луѓе кои што не се правници, кои што не ја познаваат правната терминологија, мешаат институти во правото. Дали сметате дека последниве години и во таа насока има некаков исчекор или кажано на попластичен јазик, сметате ли дека новинарите, јас признавам дека треба уште многу да се работи и да се учи, меѓутоа дека многу поквалитетно од порано потесна специјализација на еден поголем круг на и помлади новинари? Апсолутно, да, се согласувам со таа констатација. Очигледно и тоа е неспорно дека во последните години веќе се искристализираа неколку новинари, меѓу кои сте и вие, кои што навистина доста совесно и стручно ги пренесуваат судските процеси и збиднувањето во истите. Факт е дека во минатото имаше и можеби и се уште има такви случаи да несоодветното пренесување или нестручното пренесување на околностите кои што се случуваат на една расправа или интерпретирањето на некои судски одлуки може да доведат до некои потешки или несогледиви последици. Јас и Јана овде го завршуваме овој прв подолг информативен дел од студиото. Останете со програмата на 1 ТВ. Во 14:30 следуваат вестите. Да, со нас се гледате 15 часот и 20 минути.